Голема мудрост е да умееме да ја надополнуваме својата енергија и насочуваме кон позитивни цели. Бидејќи ова современо време на живење наметнува многу стрес, притисок, тензии, очекувања и наметнати влијанија од надворешната средина. Така што не е лесно да се менаџираат сите овие состојби и всушност човекот константно се чувствува заморено, оптоварено, истоштено, емоционално, како да трпи премногу удари и никако да се хармонизира на психофизички план. Значи, првото прашање е како да ја надополниме својата енергија, односно како да ја пробудиме позитивната енергија. След тие нешта пишувам во книгата Будење на позитивната енергија, каде што давам многу насоки во областа детоксикација од негативни лица и ситуации, хармонизирање на натрешен план, пат кон среќата, дистанцирање од некои состојби кои што не може да донесат еден мир и хармонија, а тоа е емоционалниот отров, гневот, тагата, стресот и стравот. Значи решение постојат, но прво треба да се пробудиме и да сватиме дека е клучно како основно да се прифатиме себе си, односно да ги прифатиме нештата што не можеме да ги промениме. Како второ, да негуваме победнички дух, бидејќи ако се чувствуваме како губитници, тогаш нема да се чувствуваме среќно исполнето, туку како да ќе бидеме постојано во некоја меланхолична состојба. Значи, гради се во она што ти создава победнички дух. Животот не е само миг, туку има и многу шанси кои што се отвараат и кои треба да се препознаат. Затоа, првата основа помеѓу прифаќањето е и присуството. Значи, треба да бидеме присутни длабоко во себе си, да видиме во каква состојба се наоѓа нашето битие. Значи, да преиспитаме, може би не се чувствуваме убаво. И треба да видиме од која гледна точка се чувствуваме дисхармонично. Дали имаме недостиг на енергија, дали премногу се даваме на другите, а со ништо не ни се возвраќа. Дали имаме погрешни очекувања или пак живееме со филозофија на недостиг. Константно се окупираме со тоа што ни недостига. Дали од другата страна имаме извор или доток на една позитивна вибрација и од каде таа ја придобиваме. Дали треба да придобиеме од музиката, дали од креативноста, дали од планината, дали од односот со добрите личности, дали од читањето книга, дали од било што може да не гради и да не надополнува. Значи, присуство. Биди присутен во себе, види во каква состојба се наоѓа твојата енергија. Може би имаш лош однос кон соседната душа, па не ја и целуваш, не ја надградуваш, туку се стегаш и се притискаш. Така што мора да се внимава и на притисокот кој што самите на себе си го правиме и притисокот кој што произлегува од надвор. Бидејќи може би сме во релација со лица кои со ништо не се задоволуваат. Може би на работното место чувствуваме притисоци. Може би самите себе си наметнуваме некои работи кои што едноставно како да не одвојуваат од мирот и хармонијата на личноста. Значи, филозофијата П е многу битна. Како што слушнавте, прифати го тоа што не можеш да го промениш. Од другата страна, гради победнички дух, биди присутен во себе си и биди отворен за промени. Затоа што се е подложено на промени, се е подложено на проблеми, но понекогаш проблемите се и шанса за да преиспитаме каде се наоѓаме и како нешто да надминеме и како од кризата да произлезе еден добар, би рекол, хармоничен пат кон мирот со себе си. Значи, животот не е лесен, мора да се признае. Ова современо време на живење наметна многу напнатости и сите тие напнатости треба да се менаџираат. Ако се остави да се таложат, тогаш ќе не дисхармонизираат. И во тој поглед е и будењето, односно пробуди се. Пробуди се и биди свесен за соседното постоење. Значи, гледај да постоиш, а не да вегетираш. Гледај самиот да бидеш креатор на соседната судбина. Што помалку надворешните фактори да ти влијат. Контролирај ги емоциите, не ги искажувај толку многу, бидејќи понекогаш некој ќе те почувствува дека си слаб или ранлив, па ќе сака да те изманипулира. Но од другата страна и внимавај на емоционалниот отров.
Тој може да произлезе и од туѓите влијанија, од преголемо жалење на некои лица или пак од тоа што не полнат со некоја негативна вибрација. Значи, не биди камион полн со смет, во кого сите ќе го исфрлаат она неубаво, она токсицирачко, и ти така ќе се таложиш и еден ден ќе сватиш дека нема сила, немаш волја, немаш енергија, немаш визија, а тоа е најстрашно, бидејќи кој ќе се загуби смислата на постоењето, тогаш почнуваме внатрешно психофизички да тонеме. За да не дојде до тоа, најбитна е енергијата и најбитна е душата. Енергијата мора да се надополнува, енергијата мора да се внимава каде се раздава, понекогаш и преголемите ментални напори создаваат голема истоштеност. Значи, постојано да си под притисок и постојано да трчаш, да се искачуваш или да се наметнуваш или да трпиш туѓи очекувања или да се обидуваш да бидеш прифатен од страна на другите и така се губи себе си, бидејќи нели зависиш од надворешната средина или од судот на јавноста. Значи, опушти се, ти си битен за самиот себе си и клучно е ти самиот за себе како си велиш и како се чувствуваш. Ретко може да ги задоволиме другите, но битно е да ја задоволиме или хармонизираме својата душа. Значи, да се постигне одреден мир во животот, иако тоа не може да биде константа, но може да биде ситуација. Во некои моменти да почувствуваме одреден мир, или да се надополниме, или она што се вели да бидеме тие кои што ќе се градиме и храниме со таа позитивна вибрација. И така создаваме навика, тога ќе ги бараме местата, лицата и ситуациите кои што не полнат, а не кои што не празнат. Значи, односот кон себе е многу битен, односот кон соседната душа, градењето и хармонизирањето на духовен план и пред се фокус кон позитивната енергија и будење на позитивната вибрација.